15! Снимаш? Хајде да препроба да се избрука, бе. Снимаме? Добар суп. Да не треба баш тата нешто. Снимаш ли? Снимам. Па што не ти свети то црвеното? Свети позади. Драги гледачи, за вашата телевизија, еве, ние ексклузивно не викнава овдека пред оваа институција, некоја ексклузивна вест само за нас што ќе треба да ја саопштат, ние као најболи репортери увек овдека за нашата телевизија, али еве, дребеме тука нешто наводно од владата, многу важно требало да саопштат, и еве, ние први дојдовме тука, дали нешто со Европа ли ќе биде, со НАТО ли, нешто ќе се дешава, али капавме и као репортери, вие као снимател, колеги и ова. Еве го иде пролот. Еве го иде. Добар ден. Добар ден. Па не викнавте овде за нашата телевизија дека сакате нешто ексклузивно да ни соопштите? Да ви соопштам дека рейтингот на премиерот е зголемен за 2,3% според последното мерење. Озбилно? Озбилно бе, батка, ја му го мерев лично. Сега му го измерив. А што си ти? Десна рука, бе. По функција Десна рука, бе, да. Ете, гледате ексклузив. А сега што ќе правиш сега? А ништо, дремам, да. Па ај молим ти купи би бурек со јогурт зеби би од тамо. Добро, ќе дај пари. Па частите за рейтингот и вие нешто, не сега све со за пари, така сите знаат. Ете да ја гледачи покрај оваа убава вест што ни ја соопштива за растот на рейтингот, секој е нормално да се постави прашањето дали мерењето на рейтингот е изум на новите политички констелации во Република Македонија и пошироко во Европа и цело и во светот и во Америка, или тоа потекнува многу одамна со развој на маркетичките агенции каде што го береле рейтингот. Факт е дека денеска има многу тимот за пиар на владата и на другите влади во светот работат на тоа за да истакнат, прават истражување кој политичар каква популарност има и све това. Меѓутоа, дали е тоа така? Ние според нашите детални истражувања и со научни подкрепени сме убедени дека тоа постоело многу одамна и токму заради тоа ве молам, ако сакате за нашата телевизија, и токму заради тоа се ќе поразговараме со професорот археолог Цацко Коропишки од там нешто време, кој што се занимава со овие археолошки, има точно, ме интересира дали мерењето на рейтингот на политичарите и воопшто на јавните личности датира од сега или имате сознание за тоа дека е од понатамошни времиња. Нали, јас во ова пригода сакам да истакнам нека ово откритие е епохално историско откритие. Значи ние со ово докажуваме дека нали мерењето на рейтингот не потекнува од денешно време, не е денешна измислица, туку дека тоа потекнува можеби од камено доба. Еве тука имаме пример од дрвено доба, имаме таму пример од камено доба, па или би рекол од најубавото време на камено доба или така наречено керамидено доба, па ливено доба, па комбинирано картонско моторно доба и така натаму. И конечно сме во зрело доба. Да, ние конечно имаме тука доказ дека пред илјадници, можеби и милиони години, можеби пред нашата ера и дека се вршеле мерења, меѓутоа тогаш не се викало тоа мерење на рейтингот, меѓутоа тоа нали се викало, имало други методолошки пристапи и затоа се викало мерење на авторитетот. За што најконкретно се работи, сакам и да се регистрира и тука. Значи, за зависно од методолошкиот пристап. Ние тука имаме најново откритие за мерење на рейтингот или тогаш се викало мерење на авторитетите. А може ли да ни кажете, пошто гледачите се нестрпливи, како точно, зашто точно се работи, како се мереле тие? Па да, видите, во овој случај нали ние имаме најконкретен пример за дрвено доба. Значи во тоа време се викало мерење на авторитетите. Секој си поседувал свој сопствен авторитет и тоа сето тоа се правило нали така јавно, така пред очите на јавноста, за да нема можности за некакви нели спекулации и слични други дејанија. Што се работело во случајот? Секој го вади својот авторитет и зависно од големината на авторитетот го истакнува, го вади тука на маса и многу е специфично да се каже дека во тоа време освен машката популација дека и жените биле многу заинтересирани за големината на авторитетот, што мислам дека со тек на време довело до тоа да они побараат да и они имаат право на глас. На глас. Во зависност од големината да. Значи исто што треба да се истакне. Се работело за решителни личности, за зрели личности кои што доаѓа тука свесно
самостојно, самоуверено го вади авторитетот, удира на маса, така да со самото удирање и презентирање на маса остава таков трак да после може многу лесно, нели, да се, еве, тоа вашата камера веќе го регистрира, да се измери големината на авторитетот. Јас сум чул табо е, значи тоа некој кој има поголем авторитет, па што викаат, ова е цврст орев за него. Точно тоа. Значи, зависно од големината и цврстината на авторитетот, он кој ќе бапне со авторитетот и ореви кршеве. Мера, тука е настаната таа покоја. Ја би ве замолил сега за една мало камерата тоа да го регистрира. Видите како се тоа работело. Значи, авторитетот се вади, се става тука, па другиот го презентира својот авторитет и зависно од должината, еве имаме 16 по 18, па 20, па 24, зависно од должината на авторитетот, нели, така и се пројавува интерес за одредената особа. Меѓутоа, што е најважно да се каже, нали, во ова што не го откривме тука, има една многу голема заблуда и јас би сакал денешните политичари да го сватат ова многу сериозно. Многу голема заблуда во методолошкиот пристап во мерењето на авторитетот, нали? Еве, што се случува сега? Ние го гледаме овој го мериме авторитетот, така? Така. Меѓутоа, ние што дознавме? Дека ние всушност имаме погрешно толкување на сето ова. По сето ово што ние го имаме тука како графички приказ, излегува дека овој авторитет од 34 големина е најголем авторитет, што би се рекло во денешно време, 34 на 100 рейтинг, така? Меѓутоа, дојдете со време, би ве молел. Леле, драги гледачи, ваква ексклузивност не можевме да очекуваме. Најголемото откритие, би ја молел камера да регистрира. Дали ги гледате овие траги на човечки саштества? Значи, откривме со сигурност дека тука, всушност, од оваа страна се мери авторитетот. Така да, оној што навидом ние мислиме дека има авторитет од 34 и има најголем авторитет, всушност се работи за обратност. 80. Што фил, господин, зашо фил? Па во тоа време, знаете ли вие колку имало цврсти и големи, ја би рекол, огромни, невидени авторитети? Бога би големи, гледате, драги гледачи, како со тек на еволутивниот развој на животот биче опаѓа авторитетот. Па, токму сакав сега јас оваа прилика да искористам, токму ова што го кажавте. И за јавноста, а посебно за нашите политичари, нали, да внимаваат во денешно време за методолошкиот пристап при мерењето на рейтинзите или авторитетите без разлика како ги речеме. Значи, многу е важно од која страна се врши мерењето, од која страна го мериш. Рейтингот. Да, или авторитет. Или авторитетот. Да. Добра ли? Бе, ова не... А вие имате докази за оваа работа? Се молам, како па ова се е базирано на научна основа, на еден голем истражувачки рад, ова е работа, ние со месеци работиме веќе. Уствари, ако вие мене на тоа не ми верувате, ние имаме тука луѓе што учествува денеска во реконструкција на самите овако, па еве разговарате со нив, се молам. Па добро, во секој случај фала. Еве ги дечките што го береле авторитет. Добар ден, се извинувам. Ало, не можам сега да зборам, ќе ти седам после. Намерење сум, ќе се чуем, ајде. Ти викам ја мене 27. Мене 16. Се извинувам, се извинувам. Еве сега професорот ми рече јас да дадете вие бевте тие да реконструкцијата дастано што бевте. Сега треба да... Јас извинјавам, стварно, извини што почекај 2 и најдов бурек со месо. Добро, држи го сај кјути. Значи, професорот ни рече да ни кажете за нашата емисија колкави ви се ваши авторитетите. Мојот е 16. Добро? Мојот 27 е. Колку? 27. Батка, не заебај бе, па кај нас влада најголемиот е 12. 12? Ха! Не ха, фи. Фи. Гледате, господинот беше по бурек, па не го слушна излагањето на професорот. Фи. Па професорот истакна, најважно е од која страна се мери, од напред или од позади на масата. Значи, од денешната емисија може да заклучиме две работи. Прво е тоа дека треба да се внимава од која страна се мери рейтингот и втора работа е, како што можевте да видите од младината, има луѓе со навистина голем авторитет, со голем рейтинг, меѓутоа не се бават со политика. Ете, тоа беше Биле Паника за вашата специјална емисија Рейтинг се тресе во ладна вода. K15!